Млекото и млечните производи ги надминуваат можностите на граѓаните, бидејќи цените вратоглаво се искачија. Така, свежето млеко кое се носи до врата стигна до 50 денари за литар, а пастеризираното во маркетите и до 70 денари. Аналогно цените скокна и на млечните производи, па сега цените на кравјото сирење се движат од 320 до 360 денари за килограм, на мешаното кравјо со овче околу 400 денари, а цените на кравјот кашкавал од домашните производители е од 380 до 500 денари. Најголемо покачување има кај популарниот словенички кашкавал ливада, кој во некои маркети се продава и по цени над 700 денари за килограм. Овие цени споредено со ланските се многу различни, но пред се за граѓаните шокантни, па дури и одбивни. Многу е качен, многу. Значи не толку треба, ние со пензија 11.200 ништо. Не можам да кажам точно колку се поскапени, меѓутоа тоа се е поскапено. Кој? Има од 20 до 50%. Од друга страна, од групацијата за производство, откуп и преработка на млеко тврдат дека покачените цени се резултат на растот на влезните трошоци. Сега, со цените си ја бркаме сенката. Сите колеги со кои сум разговарал имаат растички трошоци. Зголемени се сите влезни трошоци од цените на суровото млеко, што го откупуваме до енергенсите. За жал, очекувам и понатамошен раст на цените. Не би можел да лицитирам со проценти. Појаснува Ѓорги Петрушев, претседател на групацијата. Дека е така, потврдуваат и производителите на млеко, според кои и сегашната покачена откупна цена на млекото не е доволна да ги покрие трошоците. Откупната цена е 40, сега со покачување 42 денака. Тоа е нереална работа, што не може да остане, не може да покрие ништо. Реалната цена е испод 60 до 70 денара овче, за овче зборам млеко, значи испод 60-70 денара да не биде доле. Според групацијата за откуп на млеко, цените би можеле да се стабилизираат само доколку се стабилизира цената на сточната храна на светските берзи. Во спротивно, правецот на движење е само нагоре.